Инспекторе, частиш доста. Кога ќе се вадиш на тој инспекторе? Додека не те унапредат. И кога ќе му напредат, одма има да те отпушти. Да спаси газ од мерени улици во ниедно време. Одам да мочам. Како? Без мајонез, со повеќе салама. Два тоста, едниот без мајонез со поише салама. Прием 82, 82 на прием. Осомничен за грабеж се упатува кон район 24, потенцијално опасен и вооружен. Повторувам, осомничен за грабеж се упатува кон район 24, потенцијално опасен и вооружен. Прием. Примено. Двојка на прием. Барам за силување и брза помош. Погоден колега. Цигара? Абе, Игоре, опасна пиздарија, Игоре. Мртви на сите страни. Ајде да видиме. Во 03:42 часот наутро, осумничениот НХ, бегајќи по извршениот грабеж на улица Елиндеска 38, влегува во новата железничка станица. Знам што се случи. Во 03:54 полицаецот Петровски влегува во вагонот, каде го затекнува осумничениот како од мало растојание ја застрелува патничката СВ.
Полицајецот Петровски во обид да спречи ново убиство се затрчува кон осумничениот. Осумничениот возвраќа со истрел од полицискиот пиштол. Во самоодбрана полицајецот Петровски го застрелува осумничениот. Вакви работи се случуваат во животот, Иворе. Ретко, ама се случуваат. Не се случи така. Јас ја убив. Сакаш да одиш во затвор? Нема сведоци, полициски пиштол. Ти не си направил ништо. Инспекторот не треба да се потпише. Којте научи вака да влегуваш мато? Чекате дете со женати? Што треба да направам? Ки бидеш прекомандуван што подалеко од тука. Во едно село Пасквелија. Барем додека малку не се овлади работава. Запуштен крај, нема многу работа. Имаше мала незгода со бившиот командир. Ти ќе бидеш негова замена. И ова станува меѓу нас. Јасно? Ти правам услуга. Зошто? Зашто така треба да биде. Како може бе да то напредат у Пасквилија? Една година е. Мис може и помалце да биде. Ко да те осудиле, збориш? Местова на ни една мапа го нема. Немој да се обвинуваш ти. Ти не можеш да го спречиш. Тебе ти е чиста совеста.
Мислиш ке му се допадне на Малио? Се надам нема сме тука кога ќе се роди. Опасни криминалци, а? Здраво. Јас сум Тања. Игор. Мило ми. Арно им текна на оние да пратат некога, а? Од која загина Лазар, мамето ми го расплака. Да немаш некоја цигара? Колега, сега. Нема да се според прописи, колега. Здрави, инспекторе. Помлад инспектор. Игор. Драго ми е. Арсо. Си од село? Не баш. Имам еден мотел на неколку километри од овде. Добро ти иде? Не можам да се пожалам. Знаеш, сите овие што бегаат преку границите, сите до еден доаѓаат кај мене. Слушай, кога ќе ти досади ова селскава идиот, слободно дојди кај мене. Мотел Престиж. Не знаеш една работа. Мотелите немаат работно време. Ајде, пријат. Ајде. Арсо, така? Аха. Да те запознавам. Ова е мојот отец Стево. Стево. Стево е одговорен за културно-уметничкова програма. Ена.
Ти си на местото на Лазар, а? Да, привремено сам. Заебана работа ова со Лазар. Зошто? Мислам, свет Европа, бе, кај се видела се пука по граница. Сегде се пука. Може да си го носил гревот, човек. Не знаев дека Лазар имал гревови, а? Ај, да се напиеме нешто. Ајде, Андреј. Мамето, мамиче, викам. Дојди вамо! Дојди вамо, пичка! Што, а? Што е ова? Што е ова, пичка, ти Игор, Јас. утре треба да завршиш една работа. Оди во куќата на Лазар Сабевски. Најди го писмото. Може да знам што има толку важно во тоа писмо? Кој го има писмото? Жена му на Лазар се вика Магдалена. Кога ќе го земеш писмото, ќе ти јавам каде да го донесеш. Тоа е све? Игор, Лазар започна една работа која е многу важна. Таа работа треба да се заврши. Ќе го донесам. Тоа писмо е многу важно, што значи и дека и тебе треба да ти е важно. Донеси го по секоја цена. Добар ден. Јас сум Игор, командир во... Знам кој сте. Јас сум Магдалена. Дојдов да ве прашам нешто во врска, нешто со... околу смртта на вашиот сопруг. Може да влеземе внатре? Нема да ви одзема многу време. Сакам да поразговараме за некои неразјаснати работи. Нема неразјаснети работи. Се кажа во изјавата. Го прочитав извештајот. Сакам да ве прашам, дали во последниве 3-4 месеци командирот контактирал со некои луѓе? Не. Само со луѓето од станицата и дома. Вака имам сознание дека редовно контактирал со... Не ви послужив ништо.
Ве молам, не треба не. Добро, вред, седнете. Нема. Вака, дали некогаш му се испуштило, дали ви кажал нешто, дали сте разговарале за... Тој никогаш ништо не разборуваше за својата работа. Никогаш. Не ви кажал ниту едно име. Арсо? Сега можете да си одите. Не знаев дека имате дете. Извинете. Остануваш? Уште малку. Бев кај жена му на Лазар. Магдалена? Они имаат деца? Немаат. Знам дека чекале дете со Лазар, но имала спонтан абортус. И од тогаш Знам. Знам. имавте повик од Скопје. Не се представи кој е, само рече дека е важно. Се надевам дека сите веќе ми оди муабетот. Лазар беше многу комплексив. Често ти доаѓаш овдека? Пречесто, ако мене ме прашаш. Користеше некои услуги на Моталов. Например? Например, се и се што. Пака ми изгледаше чист. Мислам, посветен на работата, фамилиарен човек, одликуван. Лазар беше едно говно. Ептен го знам, заедно работевме. Си работел во полиција? Главен инспектор. Одликуван. Заради таквите како Лазар, ја напуштив полицијата. Те оценуваш? Плаќав недолно половина годишна плата. Женски, коцкање, вадење пиштоли. Само Господ е болен да се гледа. Доста плати, викам. Доста, веќе више. Што е веќе мудрив? Прашаш на полициското па кога се ти. Пушти го! Пушти го! Полека бе, еј! Ири се. Ајде. Па не вреди за едно курвиче да се прават проблеми. Матерна е. Ајде. Ајде се.
Ке те убиеше да не направев така. Сум го видела што прави, немаше да му биде прв пат. Фала ти. Спиеш. Исто како и Лазар. И тој по цели денови седеше на бирото и пишуваше некакви извештаи. Еднаш го прашав што прави, што пишува. Ме погледна и ми рече: тие луѓе од мотелот. Пази се од нив. Игор на телефон. Писмото? Ќе биде малце комплицирано. Ќе треба малку попредпазливо да... Разбирам. Стори го тој, добиваш прекоманда во Скопје порано отколку што мислиш. Изгледа многу важно тоа писмо, така? Доволно важно за да ти дадам еден совет. Не помислувај да го отвориш. Елена! Елена! Што ти е, бе? Што правиш? Елена, што правиш? Што ти личи дека правам? Дај, бе, смири се, немој, ало. Не Смири се, те молам, немој. Не можам да се смирам, ја нема да се смирам, но дека не си идам од тука. Добро, бе, што кур треба ја да правам? Кажи ми! Мислиш јас сакав да дојдам у оваа ебана дупка? Мислиш само тебе ти Не е? сум излегла со денови од куќава. Што и да правам, кај да мрднам, осеќам дека некој ме гледа тука. Некој ме следи. Кој те следи, бе? Зашто не си ми кажала? Како да ти кажам? Секој ден пијан ми доаѓаш дома. Молчиш, вртиш грб, легнуваш, заспиваш. Кога да ти кажам? Се плашам. Од што се плашиш? Од све. Од луѓево, од место. Од тебе се плашам. Сменец, што ти се случува? Ништо не ми кажуваш. Види, има работи кои што не смеам да ти ги кажам, разбираш? Не смеам да ти ги кажам. Кога ќе завршиш со тие работи, ќе се чекаме у Скопје. Елена! Елена! Немам што повеќе да ти кажам. Ај, писмото! Донеси го погледи, живо ли е? Сакам да го видам. Дај ми го писмото од Лазар. Силота! Пратете ми го детето! Што му направив да ме цверави? На кого? Тој е само дете. Мал. Дете. Никому ништо не сгрешило.
доста. Јас ќе им кажам да ти го врата детето, Јас кажам да ти го врата детето! Лазар! Кога ќе го видам? Кога ќе ми го вратите? Никогаш. Нема никакво дете. Кај е ова? Не стане. Стане, пизда ти матерна. Види, на гостине, што им треба таму? Кај си? Саат време нема. Не, да, лабајме. Нема ти мене олабајме. Се јави Стево, девојките не доаѓаат. За 5 минути да го нацртате што убавото газа пред гостине. Разбра? Слушај, јас сум со Стево и не ми се дери, не сум тија на тебе едно од ние кровичиња, да разбра. Да не беше со Стево, и те како ќе сакаше да ми бидеш курвич? Терни ми ова, вргли ва курва да.
Кај жена ти? Си одишла додека уште вечерно. Мислиш не ми текнало на такво нешто? Ке ме најде. Не. Никогаш повеќе нема да ги видиш. Јас го земав писмото. Сигурен си дека е вистинското? Само ти кажи кај треба да се најде. Вечер во барот на мотелот Престиж. Предпоставувам дека знаеш. Знам кај е Престиж.
Го носиш и писмото? Го земав. Ама не е со мене. Каде е? Многу бргу ќе биде таму кај што му е местото. Си го копаш гробот, знаеш ли? Ќе одиш во затвор. Да. Ама и вие ќе идете со мене. Прочитав све. Мислиш дека затворот е најлошото што ќе ти се случи? Добро знаеш што е џандар во затвор. И се погрижам сите да го знаат. Игор. Се смееш. Па додека си ти во затвор, некој ќе се погрижи за жена ти. Барем додека не се роди таа купињето.